Почитувани, со усвојувањето на ребалансот на буџетот за 2024 година почнува консолидацијата на Република Македонија. Дури и со ваква опустошена државна каса, доколку има волја, знаење и капацитет, може да почнат промените на подобро. Со овој ребаланс ќе започнат и клучни реформи во секторот здравство. Обезбедени се финансии за почетокот на реализацијата на проектот за вработување на приватните специјализанти. До крајот на оваа година македонските болници ќе бидат посилни за 300 млади доктори специјалисти. 300 специјалисти оваа, а 300 до година, ќе бидат соодветно ангажирани во здравствениот систем и на тој начин ќе се зголеми квалитетот на самата здравствена услуга. Докторите нема повеќе да ја напуштаат државата, бидејќи таа ќе се грижи за нив. Во ребалансот исто така има обезбедено средства и за проширување на позитивната листа на лекови. Прв пат по 15 години позитивната листа ќе биде проширена и македонските граѓани ќе плаќаат поевтини лекови. Во рамки на првиот пакет реформи во секторот здравство е и укинувањето на економските директори, тоест дуализмот кој што не ги даде посакуваните резултати. Ваквата промена со системот на здравствена заштита ќе има позитивни фискални импликации од неколку милиони евра годишно. За крај, во периодот што предстои ќе се заложиме во најбрз можен рок да заврши изградбата и да се пуштат во употреба болниците во Штип и во Кичево, кои се од исклучително значење за голем број граѓани од овие региони. Ви благодарам за вниманието. Дали имате прашања? Не, се уште мислам дека и на тоа треба да се направи една поширока дебата, да се слушнат и граѓаните, пациентите, здруженијата и секако можностите на она што го имаме затекнато, но дека ќе се прошири тоа сигурно. Левица пред малку на пресконференција најави интерпелација за потписато односно на Антонио Милушовски поради негово учество на самит во Кина. Како гледате на ваквиот чек? Па уште една циркузијада од левица. Не знам дали знаат по деловник како може да се поднесе интерпелација со колку потписи, а за тоа дали некој бил во Кина, може би некој по не знам кој пат треба да ги праша за положувањето цвеќе нивно на гробот на Енвер Хоџа, така да за ребалансот нигде ги нема, најавува амандмани, нема амандмани од левица, нема дискусија. Единствено што можете вака еден добар наслов да завземат по порталите и тоа е тоа од левица, без разлика дали се двајца или шестина. Ви благодарам.